Na 7. август 1945 година во Белград започна со работа третото заседание на АВНОј, кое на почетокот едногласно донесе одлука АВНОј да се преименува во Привремено народно собрание и како такво работеше се до 26. август. Привременото народно собрание донесе 13 закони, меѓу кои и Закон за избирачките списоци, Закон за избор народни пратеници за уставотворно собрание, Закон за кривични дела против државата и народот и други. Со Законот за избирачките списоци за прв пат во Југославија им беше дадено право на глас на жените, војската и младинците, односно на сите луѓе кои имаат навршено 18 години. Изборите за Уставотворното собрание беа одржани на 11 ноември 1945 година, а Уставотворното собрание заседаваше на 29 ноември 1945 година, кога народните пратеници едногласно ја прогласија Југославија за република под името Федеративна Народна република Југославија. Председателот Жискар д'Естен на 7. август со англо-француски суперсоничен млазен авион Конкорд одлета во Заир на една мисија на добра волја, што всушност за овој авион представуваше голема реклама. Тоа беше прва посета на еден француски председател на оваа бивша белгиска колонија. Владата и народот на Заир му приредија срдечен пречек. Оваа посета беше дел од турнејата на францускиот председател на африканските земји. Осми август 1974 година. Ово е долго очекуваниот и многу посакуваниот момент кога Ричард Никсон конечно изјави пред американската јавност дека ќе се повлече од својата должност. Така заврши кариерата на човекот кој 25 години се наоѓаше во врвот на американските политички кругови, а од тоа 7 години како председател. Човекот кој на крајот се покажа дека бил обичен лажливец. Поиграна случајот на 8. август 1968 година, Никсоновиот довереник и негова десна рака Спиро Егњу ја прифати номинацијата на Републиканската партија за подпредседател на претседателските избори во 1968 година. Егњу исто така поднесе оставка поради многуте малверзации. Најголемиот грабеж на воз се случи на 8. август 1963 година, кога една банда го запре поштенскиот воз близу англиското градче Ајлсбери и побегна однесувајќи 2.250.000 фунти во пари. Ова е реконструкција на тој настан од еден игран филм, но вистинскиот настан предизвика најголема полициска хајка во историјата. На крајот сите членови на бандата беа фатени и осудени на 30 години робија. На 8. август 1978 година беше објавено дека во Вашингтон председателот Садат ќе се состане со израелскиот премиер Бегин. На ова веднаш реагираше водачот на палестинската ослободителна организација Јасер Арафат, кој ги обвини Соединетите американски држави за мешање во блискоисточната криза, а Израел за водење империјалистичка политика. По повлекувањето на председателот Никсон, целото внимание беше сосредоточено врз неговиот наследник Джералд Форд.
Na 9. август тој го доби најтешкото работно место во светот и стана 38-ми претседател на Соединетите Американски држави. 61-годишниот Форд порано беше претседател на Сенатот, а по оставката на Спиру Егњу стана подпредседател. Na 9. август 1965 година, пожарникари, војници и полицајци ја започнаа еднонеделната борба против шумскиот пожар што беснееше на југот од Франција. Пожарот избухна по еден долг период суша и голема горештина и уништи илјадници акри шуми и полиња. На 9. август 1965 година Сингапур се отцепи од Малезиската федерација и стана независна земја. Малаја и Сарвак се обединија, но решението на Сингапур за самостојност произлезе од расистичката напнатост на островот и од другите шкоти што владите на Сингапур и на Малаја не можеа да ги решат. Една од овие тешкотии беше уверението на кинеското население во Сингапур, што изнесуваше 2 милиона, дека малајското население на островот е привилегирано. Председателот на островот Ли Кван Је изјави дека ако островот останел во федерацијата, можело да дојде до многу тешка ситуација. На 9. август 1965 година на пробниот полигон кај Санта Барбара во Калифорнија, огромната ракета Сатурн со која човекот требаше да се искачи на месечината беше подложена на целосно тестирање. Во тој тест моторот на ракетата беше пуштен да работи 390 минути, колку што се претпоставуваше дека е потребно да трае работата на моторот што требаше да ја одлепи ракетата од земјата. На 10. август 1943 година во Војводина, во организација на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Војводина и Народно-ослободителните одбори, започна масовна акција за собирање доброволни прилози од населението за Народно-ослободителната војска. Во собирната акција што траеше се до 20. ноември 1943 година, беа собрани големи количества облека и прехранбени артикли. Големи количества од овие прилози им беа испратени на борците од Источна Босна како братска помош за ублажување на потребите од облека и прехранбени артикли. Тоа беше уште еден пример на збратимување на народите од Југославија во текот на народно-ослободителната борба и револуцијата. Десети август 1943 година. Водачите на Британија и на Соединетите Американски држави се состанаа во Квебек за да ја разгледаат ситуацијата на сојузничките сили и да го подготват планот за понатамошните борби против Германија и Јапонија. Во разговорите на кои што главно се дискутираше за сојузничката офанзива на Пацификот, на британскиот премиер Винстон Черчил и на председателот на Соединетите Американски држави Франклин Рузвелт им се придружија јужноафриканскиот генерал Јан Смац и други. Дваесет и 3 години подоцна, во 1966 година, исто така во Канада, загинаа 8 лица кога се урна еден мост во изградба. Мостот требаше да ја премостува брзата река Ридо во близината на Отава.
Кога мостот попушти, 70 работници заедно со него паднаа во амбис длабок 15 метри. Имаше 53 повредени. По игра на случајот, денот кога ова се случи, 10. август 1966 година, го означуваше почетокот на месецот на сигурноста во бредежништвото во Канада. На 11. август 1942 година врховниот командант на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија Јосип Броз Тито испрати телеграма до извршниот комитет на Коминтерната во Москва. Во телеграмата се бара во средствата за јавно информирање да се објавуваат податоци и информации за предавничката улога на четниците на Дража Михајловиќ и поддршката што им ја дава на четниците владата во бегство на Стара Југославија. 11. август 1940 година, една ескадрила ловци од типот Ураган на британските воени сили полета од една база во југоисточна Англија. Со што започна големата воздушна борба која што во историјата ќе влезе како битка за Британија. Подготвувајќи се за инвазија на Британија, Хитлеровите авиони ја имаа започнато битката со нападот на бродовите во Ла-Манш, а авионите на РАФ полетаа во пресрет. Привлечниот Џони Вајсмилер во 1925 година беше спортска звезда, најбрзото суштество во вода, како што го нарекуваа. На Олимписките игри во 1924 година тој освои 3 златни медали, а на игрите во 1928 година ќе освои уште 2. Сепак, светска популарност доби во 1932 година, како човек што скоро во 50 филмови го толкуваше ликот на Тарзан. На 11. август 1926 година за прв пат со автомобил беше преминато растојанието од Најроби во Кенија до пристаништето Момбаса. Во чест на 50 годишнината на овој настан се одржа рели трка на автомобили произведени во 1920 година на истото растојание и на стартот се појавија неколку вистински раритети. На 12. август 1903 година, околу 20.000 добро вооружени војници и башибузоци на османлискиот аскер, предводени од Бахтијар Паша, се упатија кон Крушево за да ја уништат Крушевската република. На 13. август Крушево беше заземено од османлискиот аскер, градот ограбен и запален, а голем број невини луѓе беа жртви на разбеснетиот башибузук. Крушевската република беше соборена, 10-дневната слобода во Крушево беше заменета со крвава одмазда, а македонскиот народ остана и натаму под отоманското робство, подложен на уште поголема експлоатација и разни насилства на аскерот и башибузукот. На 12. и 13. август 1944 година во Неапол, Италија, маршал Тито првпат се сретна и разговараше со британскиот премиер Винстон Черчил. Винстон Черчил му оддаде признание на маршал Тито и неговите борци за придонесот против фашистичките окупатори. Тито и Черчил разговараа за текот на Народно-ослободителната борба во Југославија и за општата борба против фашистичка Германија. Маршал Тито, не отстапувајќи од одлуките на второто заседание на Авној, го одби предлогот на Черчил за состанок и разговори со кралот Петар II Караѓорđević.
Според еден план на Обединетите нации, генералниот секретар Даг Хамаршолд пристигна во конгоанската провинција Катанга, каде што беснее војна. Оваа посета, што започна на 12. август 1960 година, беше дел од мисијата на Хамаршолд за воспоставување мир во Конго, мисија што на крајот ја плати со сопствениот живот. 12. август 1933 година, Хавана, Куба. Августовската револуција во Куба беше во полн замав. Корумпираната влада, големите даноци и недостигот на храна ги поттикна кубанците да организираат жестоки протести против владата на Мачадо. Тие сакаа да го доведат диктаторот Батиста на власт, што се случи 2 години подоцна. Но на овој ден тие се задоволија својот бес да го истурат врз административните објекти и зградата на тајната полиција. 12. август 1970 година, 25 години по завршувањето на Втората светска војна, канцеларот на Сојузна република Германија беше во Москва за да потпише еден договор за ненапаѓање меѓу Советскиот сојуз и Сојузна република Германија. Потпишувањето на овој договор представуваше чекор напред во нормализацијата на односите меѓу Москва и Бон, иако со ова не беше решен берлинскиот проблем. Противниците на овој договор во Германија изјавија дека со него само се признати веќе постоечките граници во Европа и дека не требаше да се потпише се додека прашањето околу Берлин не беше решено. Меѓутоа, тој договор беше чекор напред за една стабилна Европа. Тарифните и штрајкувачките акции на работничката класа низ Југославија во 1935 и 1936 година добија големи размери и под влијание на партијата се повеќе добиваа карактер на политичка борба против режимот. Во 1935 година во Југославија беа организирани над 140 штрајкови. Еден од нив е и штрајкот на белградските молерски работници, што започна на 13. август 1935 година и траеше 14 дена. Штрајкот беше завршен со потпишување колективен договор со работодавците за подобрување на работните услови и изголемување на надниците на молерските работници во Белград. Во топлото лето 1965 година, пред градието на Лос Анџелес, Вајц, каде што претежно живее црнечко население, беше арена на жестоки немири поради дискриминацијата. На 13. август таа година, бројот на загинатите достигна 32, додека црнечкото гето го зафатија пожари и грабежи. Илјадници припадници на Националната гарда и полицијата се бореа против бунтовниците и против пожарите. Кога се воспостави редот, можеше да се процени штетата предизвикана од овие безредија.